Почитувани гледачи на МНЕТ телевизија, ново издание од спортскиот магазин Трибина. Разговарам со Тархан Демиров, кој што е тренер на боксерскиот клуб Фамилија Демировиќ Штип. Најпрво благодарност до вас за прифатената покана, да дојдете и да поразговараме околу се она што се случуваше изминатиот период и за она традиција на боксот во Фамилија Демирови. Фала ви многу што сте не ви спочитувале за да учествуваме и ние тука кај вас на МНЕТ телевизија. Ми е чест многу граѓаните да знаат дека ние како фамилија Демирови сме едни од појаките презимиња кои што сегде има низ цел свет и така да со поголем успех, со поголеми резултати од по старите времиња. Така. Кога зборуваме за боксот и на традиција, од кога започнала таа традиција на боксот во фамилија Демирови? Па вака сега, јас мора да изредам прво една чест до моите братучеди и претходници, чичовци, кои што у таа фамилија се донеселе многу голем придонес, кои што ние потекнуваме од спортско семејство, кои што Демирови се биле од времето на Југославија, се биле прваци, се биле носители на трофеи, се биле државни прваци, кои што имаа многу резултати, кои што секој пат правеа шов за нашата држава Македонија. Така, и сега кога зборуваме за боксерскиот клуб Фамилија Демирови, кога истиот основан и кога практично започна да се надпреварува во лигата во Македонија, меѓутоа и надвор од Македонија? Па вака сега, јас чисто како почетно време кога сме започнале, тоа беше негде 2017-2018 година е основен клуб во Фамилија Демирови, кој што стварно ме тераше нешто имаше у мене сочувство за да го тоа започнам некако, пошто мојата фамилија имаше многу бројни боксери, кои што можам да ги кажам и имено. Така. Да кажеме, сакам да почнам од постарите генерации па да дојдам до сега, до сегашното време. До младите генерации. До младите генерации. Да кажам, како прв боксер што има најголеми резултати постигнат од моето семејство, од фамилија Демирови, тоа е боксерот покојениот Демир Џемел, кој што на негова чест сум го тоа направил сето тоа после тоа. Второто може да кажам, тука доваѓа исто најдобрите успешни боксери, Демир Фајк, Демиров Таир, кои што беа изводени боксери не во Македонија и во Југославија и пошироко од државата. Па тие се биле едни од имињата на Македонија, кои што ги бранеа боите на Македонија. И на мене ми даде потенцијал чисто да можам да го тоа продолжам, да не застане тука за тоа не само како презиме, како таа фамилија боксери да има и до понатака и за истекот до моето време. Така. И сега кога зборуваме веќе овие помлади генерации, кои би можеле да ги издвоиме како кои што носат успеси, кои што успешно го претставуваат боксерскиот клуб Фамилија Демирови? Па вака, јас да ви кажам за сегашните боксери што ги имам у мојот клуб сега, што сум талентирани, стварно талентирани. Прво ќе зборам како најстар боксер мој, прв што влезен у клубот е Ерлес Асанов, кој што исто потекнува, тие дечица се потекнуваат од моето семејство, само со различни презимиња, кој што како прв пат у 2018 година учествуваше на еден многу јак турнир у Романија, кој што направи многу добри, јаки резултати. Вториот боксер му учествуваше исто, тоа мора да го кажам, Албај Демиров беше боксерот кој што немаше боли у Македонија и пошироко од Македонија, кој сите трофеи, медали, сите учества кои што има најголем успех од сите боксери. Зборам лично за мојот клуб,
тие боксери и Серген Демиров ми беше у тешка категорија кој што ми носи исто државен првак за боксерскиот клуб фамилија Демирови. Иначе мора да го потенцирам боксер Осман Демиров, кој што беше првиот потенцијал на фамилија Демирови после старата генерација, кој што ни даде голем морал, кој што се докажа во Македонија, поширок од Македонија, кој што, еве да кажам сега, кој што знаат сите во Македонија дека тој е првиот боксер што индиецот го совлада у финале. Знаат дека тие деца кои што се били у таа генерација се биле многу вровни боксери. Исто мора да го спомнам и боксерот Севен Дурмишов, кој што боксуваше со еден од многу могите боксери од земјите на Кина, кој што го совладе кинезинот со прекитна борба. Така да тие боксери ми дадоа на мене голем потенцијал за да ги сега доврзувам помалите, мислам сега мојата генерација од моите деца сега што се во моментот. Така. Значи вака сега, мора да го кажам, Талип Агушев е првиот боксер, првата медалја што ми ја донесе од Балканското првенство. Исто медалја има донесено од златна рукавица. Така. Има, он е државен првак, иначе он е младинец. Моите деца се млади, почетници, искусни боксери кои што сега се носат со сите у ниво на Балканот. Мора да го спомнам исто Сонен Ајрушев кој што е страшен боксер, кој што донесува многу резултати, исто што нема пораз, што не е поразен и во Македонија и поширок од Македонија. Така. Така да останатите боксери кои што ги носам по напревари, кои што се во репрезентацијата, кои што се борат во репрезентацијата, са сите прваци на Македонија. Нема боксер од сите боксери од боксерскиот клуб фамилија Демирови, од сите 6 боксери, 7 што се напреваруваме, нема еден што не во репрезентацијата. Сите са врвни са, на високо ниво са, сите боксери са number one. Тоа за мене значи number one е првак на Македонија и пошироко. Сега ако го зборуваме за овие сите боксери, колку членови има во боксерскиот клуб фамилија Демирови? Па вака се, јас негде со околу 15 на дечиња, така да по генерации, да кажеме, јуниори, имаме кадети, имаме младинци, младинците што значи тоа се увид како сениори. Така. Па негде сме околу 15 на души, околу 15 деца. Знаете, боксот е малку поспецифичен спорт, така да, нели, како некој да се плаши, да мисли дека е многу страшно нешто. Така. Има ли интересете за да дојдат кај младите за овој спорт? Со оглед на фактот како што кажавте дека е доста специфичен, нели? Многу можеби од родителите и не сакаат да ги пуштат децата од таа причина. Можеби децата и сеете се плашат да започнат ваков спорт иако имаат можеби желба. Па вака сега, ја мислам дека секое дете што сака да стане спортист треба да проба. Првата, втората работа секој едно боксот не е страшен спорт. Боксот е, како да ти кажам, интелигентен спорт. Боксот не е само да се тепаш по ринговите и да ломпуваш. Боксот е ум на игрите. Тоа е паметен спорт. Јас за мене ќе кажам дека родителите не треба тоа да го гледат како некое лошо нешто, дека детето ќе дојде до некоја си последица, дека ќе направи некоја заблуда. Ипак ние како тренери секој пат реагираме на сето тоа кој што боксерот не смее да биде оштетен било од кој. Дали јас како тренер, од секундант, од судија, од боксер. Така. До крајот делегат. Значи ние сите има си правилник кој што боксерот не смееме ние
да го оштетиме у ниеден начин. Боксерот, у каква ситуација да е, ние можеме да го прекинеме Значи може боксерот. да кажем дека боксерот е доста заштитен со правилници. Секако боксер е заштитен и тоа на највисоко ниво, затоа што нели сите знаат дека бокс е тежок спорт, Така. не е фудбал, не е балет, така да сето тоа го гледат родителите дека е страшно нешто. Јас би сум препорачал на родителите на тие дечиња дека нема такво нешто, нема никаква заблуда, нема никакво стравување на тоа, затоа што јас како тренер, ако не го прекинам боксерот може и сам да прекине, а и судијата е горе треба да прекине. Има 4 варијанти на боксерот што му е дадено горе у ринго што може да се одлучат. Така. Сите тие четворица што сум им кажал, тие може да одлучат боксерот дали може да продолже, дали не. Така. Значи, оние заштитени со закон, е заштитен, Така. јас имаме исто правилник, деловник, си имаме на сето тоа, дека ние не смеме такво нешто да направиме. Така. И сега кога зборуваме за момчињата, има ли интерес пак кај девојчињата за боксот? Доаѓаат ли да можеби да разговараат, да почнат да тренираат? Дали воопшто имаете девојчиња кои што тренираат во вашиот клуб? Па вака, јас да ти кажам, имам желба, бил сум сега на Балканско првенство како селектор на боксерите на репрезентацијата на Македонија. Да ти кажам, многу интерес има. Мислам, там ги гледаше девојченцата што стварно многу успешни. Така. Многу успешни се покажаа. Јас имам 2 девојченца и имам желба од оваа година со Господ напред да тргнеме со нив и да ги оспособиме и да им докажеме, и ние сакаме внимание највише да обратиме на женскиот пол, Така. за да може и они да го прифанат тоа, пошто знам дека кикбоксот има, ама мислејќи дека боксот е потежок од тај спорт, мислам дека нема некоја си разлика. Нормално, сега боксот е малку почист спорт, Така. и тука треба да го прифанеме тоа, женскиот пол треба да биде со нас. Така. Со нас. Сега кога зборуваме за вашиот клуб, каде се одржуваат тие тренинзи, какви се условите во салата каде што спортувате? Па вака сега, јас иначе сум у клубот Гоце Делчев, сум у школото, на салата сум горе на таа спортската сала што е. Тука ми е на мене одржувањето на тренинзи, али да ти кажам, јас сум тренер со 15 боксера, а со 3 вреки. Морам да го кажам тоа, немам што тоа да го скријам. Јас сум со мали услови у градот Штип. Затоа што јас 3 вреки имам закачено, со 3 вреки шампиони правам. Мислам, ја правам шампиони се прават, да не ме сванат лошо моите колеги. Така. Сакам чест према ни да имам исто, Така. да не ме сванат лошо. Јас со 3 вреки шампиони правам. Така да очекувам нешто подобро од нашите граѓани, кој ќе има желба, нешто не да подаде, чисто да дојде, да виде што работиме, како работиме. И втората работа, јас пак ќе кажам, тоа мора да се врнам назад, да го кажам. Фамилија Демирови, боксери, се имали од времето со нини некои посебни техники. Така. Што е посебни карактеристично? Па, да го кажам тоа дека нешто има посебно што е у боксот и надвор од боксот. На тоа што стилот на Демирови е сосема друг. Не може да го опишам стилот. Не може да го опишам затоа што кој боксер, од која држава да е, зборам не за Македонија, надвор од Македонија, ние слободно можеме да се носиме. Дали е кубанец, дали е русин, дали е украинец, ние можеме да се носиме, затоа што, пак ќе кажам, за благодарение на нашите бивши тренери што се биле, беа на многу високо ниво беа, и они од ништо не остана школото, ние да го продолжиме, ама у сето тоа имаме и еден дел у нас, лично у нас, ние самите си го правиме тоа за да докажеме дека сме, да кажеме, шампиони. Така. И сега ако збориме за 2024 година, изминатата година, пошто можеме да ја паметите практично вие на спортски план?
Кои се можеби позначајните успеси кои што ги имате забележно или постигнато со вашиот клуб во претходната 2024 година? Па вака сега, јас ќе се вратам назад, ќе се вратам од 2022 година, од 2022 година до 2024 година јас сум првак на Македонија. Тоа преска сум го кажал дека за да направиш спортист, за да уложиш се у него, и многу не ти треба. Така? Јас преска го кажа тоа дека со 3 вреки може да правиш шампион. Со минимални услови. Со не минимални, и може да кажам нула услови. Еве, тоа мора да го кажам. Иначе на мене 2023 година ми беше потенцијалот дека еве ќе успеам трофео да го земам. Од 2024 година првак исто станувам, втор пат, трет пат првак сум од 2024. Да ви кажам дека како одеме горе се сме појаки. Од 2024 година имаме доста успеси донесено. Се покажаме дека како, еве прво јас да не зборам на самиот себе, имаме у Скопје, јас имам медалија земано како најдобар тренер на Македонија. Имам у еден турнир што се случуваше у Скопје, сите пехари медали ги имам собрано, од 5 боксера, 5 пехара. Тоа што прв пат се случува у Македонија. 5 златни медали имам исто у Србија имам, знаеш се, балкански првак да си, не е тоа мала работа. Мала работа, тоа треба да си многу да се вложи труд, да се работа, вложи така. Труд и работа за да можеш да дојдеш до такви резултати. Исто ќе зборам и за ова, ќе мора тоа да го кажам дека сега скоро пред месец време имам исто земено златна рукавица у Србија. Така да 2024 година е година на успеси за мене, медали. на успеси, медали, пехари. Јас како тренер морам тоа да го кажам, мора да го зборам тоа затоа што моите колеги да не ме сванат лошо. Мора да го кажам тоа дека треба да сванат, ние се бореме спортски, духовно, љубовно. Ние сме љубители у тај спорт. Така. Ние мораме сите така се однесуваме, да немаме меѓу нас никакви нели, да се кога дојдеме на меч, ние меѓу нас боксуваме, тоа е факт. Така. Али секој пат си даваме предност меѓу нас, зборуваме, имаме си контакти, немаме си нешто посебно. Сепак на крај нели спортот треба да обедини и пријатели и другари така. Секако. И сега кога го спомнавме за 2024 изминатата година успеси, што она што практично може да го очекуваме од вашиот клуб во 2025 година, можеби и во следните години, односно во иднина. Вака, јас очекувам 2025 година да биде многу појака. Очекувам 2025 година да истераме надвор од државата. Приоритет ми е дека оваа година ние ќе имаме и европски првак. Очекувам дека ќе имаме европски првак, али па се очекува од властите на федерацијата, на агенцијата за млади спорт, тие се одлучувачите, али више ја имам 2 боксера, 2 кандидата имам што оваа година ќе бидат пријавени за европско. И очекувам дека ќе донесам европска медалја за градот Штип. И јас сум дадел збор дека трофео ќе остане у Штип. Јас сум стоел на зборо и трофео остана у Штип. Така. Трофео не дозволи да излезе на друго место. И тоа ферплей, секој пат противници сум барал противници. Да не бегам противник. Секој пат мој боксер да има противник да боксува. Така што успех го прави, боксот не го прави. Нели, да бараме вај постап појак, нема постап појак. Дојдеме у категорија, тај боксува. Чекаме победи. Така. И тоа е спортот сака вложува едноставно на труд многу. Јас за 2025 година па ќе кажам, ќе имаме европски првак. Мислам дека ќе имаме, не мислам 100.000% ќе имаме. Само ќе очекувам од повисоките
места што ги викаме ние, нели, агенција за млади спорт, федерација, тие да одлучуваат кој боксер ќе замине доле. Така. Сега ако го зборуваме нели за боксот за младите, која можеби идеална возраст за може едно детенце да започне без разлика дали нели девојче или момче да започне со овој спорт? Па прилично може да започне негде околу 11-те години е најдобро да започне. Затоа што ако почне малку порано, па ќе се нели ќе го изгуби тоа, љубовта ќе изгубе на тоа. За да боксерот го задржаш му требат 11 години, више едната година цела да истера 12-та, више 13-та, онда може полеска да учествува на турнирите што ќе ги имаме во нашата држава. Така да, али ипак ние како тренери одлучуваме пред тоа, затоа што гледаме има боксери што викаме ние талентирани, роден за тај спорт. Така. И направи многу брзо покаже резултати дека ете, има у него потенцијал, ово, оно. Талент, и тука да. ние, тие таленти, одма почнеме после третиот месец, четвртиот месец, више да му додадеме шанса, еве да пробаме со друг клуб да направиме некој си спаринг, да го испитаме, да видиме тоа дете што има у него, така. какво размислување има, затоа што не е само ние децата да ги бутаме нели тамо кај што еве викат дека нели боксот е малку по некој си лош спорт или некои ударни додирни. Да, тоа е истина дека е така, али ние како тренери секој пат тоа прегледаме го, треба да го анализираме, согледаме дали боксерот може тоа да го направи. Затоа што тука не е само да удараме ние и тоа исто лева, десна, лева, тука ние делуваме психолошки, делуваме педагошки, делуваме се разумно за да можеме да видиме детето колку знае и колку е умно тоа да го прифане што ние сакаме од боксерот да го направи. Така на крајот нели спортот ги гради и личностите. Секако. Правилен раст и развој. И сега кога спомнавме сите овие успеси за се она што го имате направено, спомнавте за тие минимални услови. Се работели, се размислували можеби за подобрување на самите услови? Па вака јас морам да кажам, некна еве бев почитуван од господин градоначалникот Иван Јорданов, бев повикан. Ете, ни даде на почит, ни даде некој збор дека еве ќе не обезбеде со сала, ќе не обезбеде со опрема. Вика дека еве условите ќе ни ги подобрат. Ја очекувам од градоначалникот, пошто ој е татко на градо, ипак ние се бореме за нашиот град Штип и за пошироко во Македонија. И треба да заземе некоја си своја став. Еве, да каже дека Демирови, ние сме докажани, не сме се докажани сме дека ние 3 години сме прваци, 3 пати трофео го носиме во градот Штип. И мислам дека треба да преземат нешто околу нас и околу нашите деца. Втората работа, морам и тоа да го изјаснам околу него, дека сите ние што сме колеги, тренери, сите, и мислам дека сите треба да се гледаме у ист начин. Да не сме поделени, сите успех што ќе ги носиме од надвор државата, дали ќе биде првак, европски првак, светски првак или било што, успехот доаѓа у Македонија. И ние ги браниме боите на Македонија. Јас сум горд сум многу, па ќе кажам што еве сум прифанал да останам оваа мојата работа и што се многу трудам, многу вложувам труд. Оваа работа сака многу прецизности, сака и љубов пред се многу. Љубов пред се, тоа не може да го опишам како е. И ја мислам дека градоначалникот ќе ни даде еве шанса сега за оваа година, за 2025 година да бидеме посредени, да бидеме со опреми, со услови на децата, за да може тие деца појако да тргнат. Затоа што шампионот тешко се прави. За да боксер имаш успешен, треба да си успешен тренер. Треба да имаш добри услови. Така. Ама ние, пак ќе кажам, добро е што секој пат дечиња да ги
получуваме од пат, од улица ги получуваме, да не подобро да се со мену салата, да правиме спортисти, да се гордееме сите у градоштин, Така. туку да ги пуштиме на улица. Така. И сега ако направиме на разлика во минатото и сега, каков е интересот? Дали сега повеќе се сака боксот или во минатото и каков бил квалитетот во минатото и каков е квалитетот сега? Не само во Штип, генерално низ цела држава. Па вака сега, ние го следеме патот на бившите тренери, што се биле, още да кажеме, од Југославија. Кој што Ѓорги Ѓоргиев беше тренер на БК Младост, кој што стварно, лично мој тренер, да го поздравам од тука многу него, што ми го даде тај пат, И тај пат, да ви кажам најреално, тука и фамилијата и деца си ги доцираа сето тоа со тај спорт. Значи, тоа не е од да кажеме, од сегашното време или ново нешто да направиме. Тоа си е од бившите тренери, сета школа иде од бившите тренери кои што ние во тоа прифанаме како боксери. Така. У сето тоа сега по самото време имаме некои промени. Так. Тоа е факт. Имаме некои у физички оддел имаме промени, у тактички оддел имаме промени. Имаме и више у самата техника имаме промени. Затоа што више гледа се сами, има више до денешнината има се да гледаш. Како потекнувал, вај тај, некој си, ама ние го гледаме бившото време и нашите тренери ги следуваме до денес. Иначе боксот ни е на нас, стилот ни е на нас, руски стил. Ние сме тај стил. Така. Ние имаме, реално имаме и техничари, али повише одеме на тај стил, на рускиот стил одеме. Така. И сега, ако го спомнавме за таа техника и за тој руски стил, што она карактеристично за тој руски стил? Евете да ги појасниме на гледачите за да знаат зашто станува збор. Вака, рускиот стил е стил на цврсто ударање. Така. Цврст гард, цврсто ударање на некој си побрзо прекинува на боксерот. Побрзо да го елиминираш боксерот. Така. Да го донесеш у ситуација за да може да стане. Рускиот стил е тај стил. Да кажеме, јас ќе го кажам така го зборат сите кубански стил, да го зборам кубански стил некој. Знаеш, тај стил е фајтерски, тај бегање стил повише на техника. Така. На техника, на бегање, улевање, излавање, сето тоа е тај стил. Али пак ќе кажам, нашиот стил останат од бившите наши тренери и ја мислам дека подобар нема. Така. Нема. Како изгледаат тренинзите кога ќе дојдат, особено почетниците, децата кога ќе започнат за да стигнат да бидат шампион, како е тој тренажен процес, како изгледа тренинг, како се подготвуваат за да може да бидат спремни за надпревари за борба? Па вака сега, секој основата на боксот е почетничкиот дел на боксот е како прво делење да си, тоа значи што значи лев, десен. Боксерот мора прво да го доградеш. Основата на боксот е да му исправиш нозите, да знае да застане и лев, десен. Нема друга 6 месеца му работи само тоа. Так. Му треба 6 месеца за да го тоа дете навикне тоа. После тоа одеме како сега да кажам, нема го тоа више. Сега спинија се некои работи, да кажеме сега се директно кадети. Нема пионери, више се кадети, јуниори, младинци, сениори. Така. И јас ќе одам директно од кадети, првата ката е на боксерот таа, да уче лев, десен и да уче како треба боксерот се постави. Така. У самото време, како кадетон, со тоа почиња. После тоа, му создадуваме още некој си минимален удар, ама повише одеме на боксерот да работе со лев удар. Така. Секој пат одеме првиот лев да удара 2 пати, еден десен. Тоа е, зборам, у кадети. Сега, кога дојдеме више, како јуниор, и не тука више сменеме методите. Тука почнеме по некој удар више да дадеме, некој аперкат, некој крошеј да дадеме. Така. Да создадеме 2 дирека со трет крошеј, да дадеме лев, десен аперкат, десен. Сите тие елементи се одат етапно, така. Етапно како секој еден
нормално, како едно дете, бебе, кога Така. како треба да оде, исто и боксерот така мора да оде нагоре. Така, чекор И по више, чекор. Секако. Кога ќе дојде он више до јуниор и више младинец, он е више спремен и он знае да удара више. У младинстве више знае да удара и кој ше апрекат директ више он се работи. Знае да улезе со серија, знае да излезе со серија. Да не се сванеме лошо дека некој нели сега ќе каже Тархан зашо ова така го кажува, морам така да го кажам, боксот така потекнува. Така. И јас кога сум бил боксер, мојот тренер и мене 6 месеца не ми даде да му вреќа. И само чекор, лев чекор напред, назад, напред, лев удар, десен удар. Тоа треба ние како тренери, тоа ни е задача на нас, што мораме ние така со деца да се учиме. Нема некои посебни стилови што збореа некој кобра стилови, некој мачка стилови, не знам што. Сето тоа е тука. Така. Мислам унесено е и совршено е тоа. Така. Ние само треба да го споделиме на дечињата како што треба правилно. Правилна работа се прави правилен успех. Така. Со неправилна работа, Така. со неправилно однесување на деца, со неправилна тактика на деца, тактизирање, сето тоа доваѓа на свое место. Кога ќе го пренасочиш правилно на спортистот и боксерот, ние не смее да му дозволиме одма да тргне со тоа, знаеш, некој си нешто. Он може да е некој си, Така. да кажам, ајде сега да не се изразам, некој си на улица бил ваков таков цврст, јак, ама боксот не е тоа. Да. Боксот е паметен спорт. Тоа е ум на игрите, тоа пак ќе го кажам. Тоа е паметен спорт. Боксот не е да степаш. Боксот сека само добро и на време да делуваш, ништо више. И нема ништо повише. И сега во крајот од самата емисија, сите оние кои што се можеби заинтересирани да го започнат овој спорт, како може да се приклучат кон вашиот клуб и како кога може да започнат со тренирање? Има ли одреден период на некои пријави или тоа може да го сторат во текот на целата година? Па вака сега, ние претежно, знаеш, имаме објавено страница наша, лично на БК фамилија Демирови, имаме страница, пишува си тука, ние користиме 3 тренинзи, тоа се понеделник, среда и петок, така, претежно. Јас би сам и препорачал секој пат на тие млади дечиња што сакат да бидат спортисти. Така. Па дури може и да пробат. Тие знаеш некој пат викам има дечиња цело време го гледаш дека не бива и после на еднашка направа, така. успее и дојде од најдобриот, од што мислиме дека е најдобар, дојде до Уште подобар. Така. Така да ние уписите ги правиме по желба на спортистите. Многу лесно е таа ако сака да ме најде мене, многу лесно е. Знаат дека тренираме, имаме страница, пише БК фамилија Демирови, излезе тука и тука одма пише јас тај и одма тоа не некоја си ова, али има доста заинтересирана што ние немаме услови, сакам, желба ми е да ги соберам сите деца. Немаме услови за да оше повише да се проширеме, да бидеме повише дечиња. Да се надеваме дека 2025 година ќе биде година и на успех и на подобрување на самите услови, со тоа и да се зголемат и капацитетите. Секако јас очекувам 2025 година да биде рекордна годината. Да биде многу појака од 2024. Новата 2025 нека биде една од најпамтливите години како за мене и за моите помлади и за моите колеги. Така. И на сите. На сите имам желба сите да имат добри боксери. Фамилија Демирови да имат еден потенцијал од тука да видат дека можат со 3 вреки боксерски да се прават шампиони. Така. И тоа не е до вреќата, до желбата, е и до тренерот што ќе пренасочи тие правилните работи у секој еден боксер што да кажам ќе ги изведе тоа што ќе го изведе со мене тука и исто да го изведе таму кај што ќе му биде место. Така. Јас ќе ви се заблагодарам за одвоеното време, за овој разговор и ќе ви посакам многу повеќе успехи и среќа во иднина и уште повеќе медали. Ипак фала ви многу, за на крај сакам да ја заблагодарам на сите граѓани, значи децата слободно кои што ќе сакат
да присуствуваат на нашиот клуб, на фамилија, и без разлика дали ќе биде у БК фамилија Демирови, може ќе биде у некој друг клуб, нека ги пуштат децата слободно, нека и биде децата подобро да бидат тука, туку да бидат на некои си по-лоши места. Желбата ми е сите деца да станат спортисти добри. Така. Од мојот дел. Уште еднаш благодарност. Почитувани гледачи, ова беше се од изданието на Трибина, спортскиот магазин кој што од почеток го посветивме на македонскиот спорт. Ви благодарам што не следевте вечерва.